За да просперираш во СДСМ, мора да имаш прашина дека си замешан во некаков криминоген скандал или дека си го бранил криминалот на партијата, било на централно или на локално ниво. Љупчо Путерот, Венко Филипче, Мила Царовска, веројатно тука ќе најдеше место и Драги Рашковски да минеше она јавно помилување на Заев за Рашковски. Но затоа, Заев во новиот надзорен орган на партијата најде друг соодветен кадар и таму ја смести Викторија Аврамовска Мандич, десната рака на Петре Шилегов во град Скопје. Мандич е главната маша на Петре Шилегов за набавките на град Скопје. Мандич е генералниот секретар на град Скопје, која што својата популарност ја стекна по набавките за кои што ВМРО ДПМН приложи поднесок до јавното обвинителство за злоупотреба на службената должност и овластување, несовесно работење во служба и корупција и судир на интереси, а во врска со половина милион евра разлика во тендерот за така наречената противпожарна скала. Мандич се прослави по информациите во јавноста за тендерите и набавките на семејната фирма, односно на фирмата на нејзиниот зет од сестра, фирма која што има најмалку 12 договори со град Скопје и градските јавни предпријатија, каде секретар е Мандич за над 300.000 евра. Заев во СДСМ се обиколи со лица кои што имаат тежок багаж во јавноста. СДСМ се повеќе од партија на власт се претвора во партија на мафијата. Изборот на Мандич во СДСМ е уште еден обид на Зоран Заев да амнестира можен криминал за кој што има поднесок до јавното обвинителство. Со ваков избор на вакви луѓе се појасно е дека начело на државата не е политичка партија, туку политички огранок на мафијата.